вака сега. Уште во стартот велите дека законот произлегува од националната програма за усвојување на правото на ЕУ. Не. Добивме автентично толкување од амбасадорот дека воопшто не се работи за хармонизација, туку се работи за дисхармонизација. Значи, ова не е знаме на ЕУ во случајов, ова е гусарско или пиратско знаме, токму така, бидејќи значи упат во правото. Велите исто така дека се повикувате на така наречениот специјален закон. Цела ноќ учам, барам по книгите, што е тоа специјален закон. А не се преведува. Во нашето право има, значи, општи закони и посебни закони. Тоа што се вика на латински лекс специјалис, не го прави специјален. Оти аргументацијата за специјалноста е дека произлегува од фамозниот договор. И тоа по 7-8 пати луѓе кои не знаат што е право велат, ама тоа е специјален. И си вели народов, ама вистина е ова нешто што мора да се почитува. Значи, видете, што е најважно? Она што е најважно е дека во овој закон и со овој закон се кршат копенхагенските критериуми, делот за економијата. Зошто? Бидејќи тамо вели пазарна економија, компетитивна економија, надпреварувачка економија, економија во која ќе има избор. Таква има овде? Не, има монопол. САД нам nije стратешки партнер, ама фирма да ви биде стратешки партнер е многу проблематично. Значи, прво тоа. Понатаму, спротивен е на договорот за асоциација и стабилизација. И тоа ви го напомена амбасадорот Гир. Отворете го договорот да видите за каква економија се залага ЕУ. За транспарентна и за компетитивна. Значи, не е ни тоа. Што е најважно исто така? Пред сите Копенхаген или начело на копенхагенските критериуми се што? Слободите и правата. Значи, се друго мора да биде низ призма на слободите и правата. Епа, колешки и колеги, јас ве молам да си ги отворите, да си го отворите уставот на оваа земја, што го распарталивте, членот 54, и да прочитате што пишува тамо. Вели, слободите и правата на човекот и граѓанинот може да се ограничат само во случаи утврдени со уставот. Ве молам да ми покажете каде пишува во уставот дека може да се ограничат социјално-економските права. Ве молам. Толку се важни што во преамбулата на францускиот устав токму е внесена, зборувам за преамбулата од 58 година, е внесена преамбулата од 46 година, која се однесува на социјално-економските права. И сега дури и пред Уставниот совет, односно суд по наше, во Франција, почнува да се оценуваат повредите и низ призма на оваа повелба. Вие овде ја кршите. И молам ова да се има во предвид. Што друго сакам да го кажам? Што друго сакам да напоменам? Најважно е, значи, се потенцира овде дека во случаи за од стратешко национално значење, утврдено со закон, по предходна писмена согласност на работникот, ќе може да се посегне по ограничувањето на правата. Што забораваме? Не може да се откаже работникот од овие права. Разбирате ли? Не може. Може во исклучителни ситуации да има прекувремена работа, ама прашањето е дали некој кој нема излез, некој кој е сиромашен,
извинете, со се може да се согласи. Знаете што сметеше деновиве? Свилам како не се сетија и детски труд да внесат. Па да заличиме на некои други држави кои прават огромни профити. Зошто? Па од национален и од стратешки интерес е. Значи, членот е неуставен. Неуставен. Немаме ни уставен суд. Меѓутоа, да имаме веднаш и во однос на постапката, уште денеска може, кога ќе завршиме, не може во скратена постапка, за жал нашиот уставен суд се уште не оценувал донесување на закон по постапка. Првиот што требаше да го укине на овој начин беше законот за употреба на јазиците, исто така донесен во скратена постапка. Значи, не може да се откаже, бидејќи членови од Уставот тоа го афирмираат, дека работата над 40 часа неделно ќе се смета за прекувремена, меѓутоа мора задолжително да се почитуваат одредбите за секаков одмор и да се имаат целосна согласност од работникот. Вие ќе ја добиете, зошто? Бидејќи инаку ќе ја превзема таа работа тие другите работници што ќе ги експлоатираат овде на наша почва. Ама ние велиме дека, нели, патот ни е кон ЕУ, а ЕУ вели дека и странците во секоја европска држава треба да имаат и статус во поглед на слободите и правата и во поглед на работата, а не само домашните вработени. Значи се работи за експлоатација, бидејќи ставот 4 има потекло уште од Вајмарскиот устав. 3 пати по 8, 8 часа работа, најмногу, 8 часа одмор, 8 часа забава, спиење, како кој ќе одлучи. Ама ние и ова го кршиме. Не смееме да се откажеме од ова свето тројство. Не смееме без синдикатите, председателе на комисија. Ова беше шанса да ја отворите ова комисија. Така, нели, се фалиме секој ден и пред австрици и пред швеѓани дека во инклузивен процес носиме одлуки. Зошто не ги викавме оние што се најзасегнати и оние кои што ги бранат денеска овде да дојдат? Значи, што уште нешто сакам да кажам? Овие права се директно врзани и за социјалниот статус, не случајно се викаат социјално-економски права. Значи, остварувањето, токму заради остварувањето на социјално-економските права, граѓаните имаат едно од најважните права да формираат синдикати. Нив овде не ги гледам. Сега фамозната паневропска филозофија. Имате ли интернет? Отворете. Значи, проверете на што се однесува прво директивата 1315 од 2013 година, ќе видите дека се однесува на мобилност на патници и добра врзано за транспортната мрежа и транспортните лиценци што се издаваат во рамките на членките на ЕУ, понатаму забрана за адитиви во храната. Отворете си да си видите на што се однесува директивата. Како тогаш вие, сега, во следната аргументација, пак се повикувате на, само да го најдам, значи се повикувате на паневропската мрежа и кога ќе отворите да видите што значи паневропска мрежа, што ќе најдете, знаете? Ќе најдете мрежа на Исланд и поврзаноста, да, ќе најдете мрежа на Западен Балкан, поврзаноста во регионот,
Меѓутоа, вистина, значи, таква контемплација, таква имагинација од тоа да изведете основ за европско знаме, дека треба да има овој закон, неодржливо е. Кој го прави ова? Само некој кој не чита директиви и регулативи. Некој кој не се подготвува. Некој кој доаѓа, не лутете ми се овде на гимнастика, рачна гимнастика. Затоа ве упатувам, значи, и на директивата, и на регулативата, па да видите што пишува, ги заборавив, има и за балтичките држави. Тука, значи, и за соработката и меѓу балтичките држави и на балканските држави сами меѓу себе. Најважното. Синдикатите, сите до еден, ССМ, КСС, КСОМ, УНАСМ, сите велат дека е срамота да се враќаме 137 години назад. Дека е срамота да оставиме простор, како ќе проверуваме ние? Профитната логика е дарвинистичка. 60 и повеќе, како што ни се случува во текстилната индустрија. Не смееме ние да го дозволиме тоа. Зашто ние сме овде не заради себе, туку за да ги штитиме интересите на граѓаните, а најголемиот дел граѓани во оваа земја се сиромашни, најголемиот дел граѓани во оваа земја работат од труд, најголемиот дел граѓани од оваа земја се спремни под секакви услови да работат, за да може да си ги прехранат семејството. Да заклучам, тоа ќе се одрази во здравјето на тие луѓе. Тоа, дури ако сакате, и безбедносни дилеми ќе создаде во оваа држава. Бидејќи гладните луѓе нема што да изгубат. Значи, јас ве молам уште еднаш да размислите за светото тројство 3 пати по 8. Јас мислев дека ќе дискутираме, дека ќе разберете дека некои работи се невозможни. Да заклучам. Нешто што сум кажала. Значи, сум чула да се менуваат траси на патишта од различни причини. Сум чула. Ама, според договор, кој што никако не може да има безбедносна димензија, што значи никако не може да биде класифициран, ама секако дека има некои тајни, инаку овде ќе го истуревте како србите и ние ќе го прочитавме сите и ќе речевме се извинуваме, председателе, навистина сум била во заблуда, договорот ме демантира. Значи, не може да биде ништо од тој договор, освен можеби некоја методологија на градење во однос на други компетитивни актери, градители, само тогаш може тој дел, настоа не засега, меѓутоа, наши пари се, не се само ваши пари. На тие што ќе работат по 72 часа се парите. Значи, право наше не е само обврска е нив да ги штитиме од ваквото, реков, не ми се лутете, гусарско знаме, се подсетив на капетанот Кука од детството, што правеше, нели, поморињата. Сега ние овде среде собрание, си го зедовме европското знаме, го злоупотребивме, дури и не слушаме што ни велат и не предупредуваат. Запомнете, владеењето на правото важи и за вашите стратешки партнери, и за сите наши закони. Во друга држава, тие што го потпишале договорот, ќе одговараат зошто за штетен договор, бидејќи можело многу можеби подобри понуди да добиеме, од каде знаеме ние. Впрочем, што пишува во тие директивите, што ги цитирате лажно, тие се однесуваат
наградењето по европски стандарди, па ако сакате и со европски пари, бидејќи помошта во регионот доаѓа, ама после овој срам ние не ќе можеме да добиеме ништо од европските финансиски институции, бидејќи ние нема да бидеме компатибилни со европските стандарди во почитувањето и заштитата на трудот. Ве молам да размислите дали она што не сте го виделе, ама слепо верувате, не значи дека вие догматски се однесувате кон партиите и лидерите. Ние ги представуваме граѓаните, а не партиите и лидерите. Значи не може да им веруваме на невидено, на збор. Никој не им верува. И нам не ни верува, рейтингот ни е долу. Ама па нивниот, ова стана, извинете, ничија држава. Се тркала, кој ќе ја фати, ќе грабне. Мора ние нешто да направиме. Ќе бидеме запомнети иначе. Не по добро, не по работа, не по реформи. Тоа е реторика. Во реалноста ние сме, можеби, најнепочитуваните, за жал. И затоа бегаат луѓето од политиката. Не е тоа уметност на можното. Тоа е синоним за нешто валкано. Последната реченица, умниот политиколог Харолд Ласвел вели, политиката не смее да биде кој, кога и каде добива. Тоа е вашата политика.